Добар ден, драги ученици! Јас сум Мимоза Николовска, наставник по биологија во Основното училиште Гоце Делчев од Битола. Добре дојдовте на уште еден час по предметот биологија за 9-то одделение. Денешниот час е од темата фотосинтеза и растење на растенијата. Насловот на лекцијата е истражување на факторите кои влијаат на интензитетот на фотосинтеза. Ова е трет поред час од низата на часови посветени на истражување на факторите кои влијаат на интензитетот на фотосинтезата. Најпрво да ги представиме целите на часот. Треба да знаете да ја дефинирате и опишувате фотосинтезата и користите текстуални и хемиски равенки за истиот процес. Да ги опишувате корелациите добиени во резултатите, да ги толкувате добиените резултати и да донесувате заклучоци врз основа на вашите резултати од истражувањата. На почетокот на часот да се потсетиме на значењето на поимот фотосинтеза. Името фотосинтеза доаѓа од зборовите фото, што значи светлина, и синтеза, што значи произведува. Според тоа, фотосинтеза значи произведување со помош на светлина. Односно, фотосинтезата е начинот на кој растенијата произведуваат храна, користејќи ја енергијата од светлината. Но исто така, со фотосинтезата, растенијата произведуваат и кислород. Покрај енергија од светлината, на растенијето им е потребно и јаглерод диоксид и вода, како надворешни фактори, без кои што не може да отпочне самиот процес на фотосинтеза. Интензитетот на светлина е многу важен фактор за вршење на процесот на фотосинтеза. Затоа, претходните 2 часа имавте задача да направите планирање и изведување на експеримент за докажување на зависноста на брзината на фотосинтезата од интензитетот на светлината, користејќи водно растение и светилка во близина на растенијето. За да се измери брзината, стапката на фотосинтеза, најлесно е да се избројат колку меурчиња излегуваат од растенијето за 1 минута. А интензитетот на светлина се менува со менување на оддалеченоста на светилката од самото растение. Доколку ги направивте истражувањата, тогаш резултатите од вашите истражувања ќе ги примените на овој час и ќе се обидете да нацртате линиски график, при што ќе ја прикажете зависноста на брзината на фотосинтеза од интензитетот на светлината. Откако ќе го нацртате графикот, обидете се да одговорите на следните прашања. Дали графикот е права линија? Дали постои некаков шаблон во вашите добиени резултати од вашите истражувања? Доколку го направивте сето тоа и доколку го нацртавте графикот, тогаш тој треба да изгледа вака. На икс-оската се представува интензитетот на светлината. На y-оската се представува стапката на фотосинтеза. Што можеме да видиме од самиот график? Како што се зголемува интензитетот на светлината, така се зголемува и стапката на фотосинтеза. Но при многу високи интензитети на светлина, самото зголемување на интензитетот на светлина не ја зголемува стапката на фотосинтеза, односно стапката на фотосинтеза понатаму се одржува само на едно константно ниво. Доколку имате проблем со вашето представување на резултатите на линиски график, слободно побарајте помош од вашите предметни наставници. Од изминатите 3 часа, кои што беа посветени на истражување на факторите кои влијаат на процесот на фотосинтеза, може да ги донесеме следните заклучоци. Прво, колку е поголема брзината на фотосинтезата, толку е поголемо производството на кислород. И зголемувањето на интензитетот на светлината ја зголемува стапката на фотосинтеза до една максимална вредност, а потоа стапката на фотосинтеза се одржува на едно константно ниво. Добро е после секој истражување да се направи проценка на истражувањето, а тоа најлесно би можеле да го направите доколку го одговорите на следните прашања. Прво, што поминало добро во вашето истражување? Второ,
што би можело да се подобри во иднина доколку го повторите истражувањето. Трето, дали добиените резултати ви овозможуваат да ги одговорите прашањата кои што сте го поставиле на почетокот на истражувањата, а во вашиот случај прашањето беше како интензитетот на светлината влијае на стапката на фотосинтеза. Доколку не добивте одговор на вашето прашање, тогаш треба да знаете кои останати информации ви се потребни за да одговорите на прашањето и наредниот пат истражувањето да биде успешно. Ви благодарам на вниманието.